Благодарам на новој величествен пречек. Добро вечер, победници. Добро вечер, ВМРО ДПМН и победничката коалиција за обнова на Македонија. Ви благодарам од срце. Ви благодарам. Ви благодарам од срце. Секогаш во Струмица е предизвикувачки да се говори и секогаш некоја чудна енергија имам. А јас дадов збор дека на овие предвремени парламентарни избори, токму овде на Нова место, на овој плоштадот Гоце Делчев, ќе ја славиме победата на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. А јас и стојам на зборот. Би сакал пред да продолжам, како што е редот секаде, бидејќи без тие луѓе, без вас, ние денеска ќе немаме можноста да зборуваме за рекордна победа, ќе немаме можност да зборуваме за организацијата, за најголемата политичка сила која што во моментот е во нашата држава, тоа е ВМРО ДПМН. Би сакал на сите оние кои што на крајот од 80-тите и на почетокот на 90-тите имаа сон, имаа визија за една посебна држава надвор од федерацијата, за македонска држава, за македонска фудбалска репрезентација, за македонски банкноти, за македонска армија, за Македонија. Тоа се оние кои што се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН. Ви благодарам за сето она кое што го правевте за Македонија и за ВМРО ДПМН. Сакам да ви се заблагодарам вам, активистите, поддржувачите, критичарите, луѓето кои што изминативе години, но и сега не правите похрабри, поудлучни, поискусни во носењето одлуки, чекорењето кон патот на вистината и во во кој што веруваме. Тоа се активистите, симпатизерите, сите вие се радувавте заедно со нас на нашите победи, понекогаш тагувавте достоинствено на заедничките порази, но на кое што цело време сите нас не правеше едно, кој што не обединуваше, беше љубовта кон татковината, љубовта кон Македонија. Ви благодарам од срце што работевте за неа и за ВМРО ДПМН. Сакам да се заблагодарам и на младите, на Унијата на млади сили, на дамите, на Унијата на жени, на представниците на коалицијата, победничката коалиција за обнова на Македонија. Ви благодарам што денеска јас ја имам можноста да стојам пред ова пано позади мене и можам да говорам за тоа што се случуваше изминативе 3 години, но и она кое што ќе се случува следните 4 години. Но ќе почнам од почеток, затоа што почетокот е секогаш најважен. А овој почеток започна пред точно 30 месеци недалеко од Струмица во Валандово, тогаш заедно со Александар, со Дејанчо, него гледам тука е некаде, како член на извршниот комитет на партијата, започнавме една посебна трка, еден посебен маратон, во кој што верувавме дека ќе заврши успешно, не за нас, туку ќе заврши успешно за сите вас, ќе заврши успешно за Македонија. Маратон кој што беше многу значаен. Маратон во кој што ние ја водевме и чекоревме нашата битка. Многу предизвици, многу премрежја, имаше и по некоја критика, кога не критикуваа и кога велеа многу сте млаки, треба да сте поодлучни, треба јако да нападнете, не требало вака, не требало така. Сето тоа беше некако за нас посебно. Сето тоа не правеше нас помотивирани да истраеме во тоа што го правиме. А тоа беше како да дојдеме до ова што денеска се бориме да го освоиме, да победиме, а тоа се предвремените парламентарни избори. Затоа што најлесно е вие да влезете во битка со туги синови, а таа битка да има неизвесен крај. Тогаш не би биле нити добар лидер, ниту добар човек.
и знам дека не можете секогаш гласно да ги кажете работите, бидејќи кажувајќи ги гласно работите, ќе го подготвите вашиот противник да подготви соодветна стратегија со кој што ќе ја победи вашата стратегија. Не велам дека тие критики на моменти и не влијае на нас, не болеа, оставаа по некоја лузна, која што денеска не потсеќано, како што велат, критика од татко, од мајка, од брат, од сестра не боли. Таа може само да те направи посигурен во тоа што го работиш и поискусен. Така беше и со нас. Ние чекоревме, луѓето кои што не поддржуваа, стануваа се побројни, плоштадите се полнеа, луѓето кои што даваа јавна поддршка за тоа што го работиме, стануваше се побројно. А тие продолжија да не подценуваат. Нашиот политички противник продолжи да не подценува, уживајќи во луксузот кој што го плаќа овој народ. Но денеска, драги струмичани, почитувани сограѓани, ние дојдовме до она во кое што тогаш верувавме. И ако некој му кажеше дека пред 30 месеци денеска ние ќе зборуваме за историски рекордно најголемата победа на ВМРО ДПМН, малкумина ќе се согласеа. Но ние денеска сме пред една таква победа. Пред победа кога победува ВМРО ДПМН заедно со народот. Кога победува вистината, победува Македонија. Ви благодарам. Македонецот секогаш се обединувал и македонецот секогаш се исправал кога било најтешко. И пред многу помоќни и пред многу побројни противници. А не пак пред ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Јас сум сигурен во одлучноста, во оној пиреј што секој во нас го има кога е најтешко да се исправи пред предизвикот и да му се спротистави на тој предизвик и да го совлада. Така ќе биде уште рано наутро на 15 јули во 7 часот колони народ реки ширум Македонија ќе излезат и гласно ќе зборуваат позади гласачкото место. Ќе заокружат за редниот број 14. Тоа е она кое што е крајот на овој наш прв чекор, а тоа е како да се ослободиме од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. А потоа, сите заедно да ги засукаме ракавите и макотрпно, пеколно да работиме за нашата татковина, за Македонија. Ке треба да ја обновуваме, драги сограѓани, од пепелта во која што ќе ја наследиме. Нови темели треба да поставиме. Таков беше почетокот, тежок, мачен, за да дојдеме во Костец и да влеземе во оваа битка со ова политичко мочуриште во кое што не потонаа овие луѓе. Но јас сум убеден во се поизвестната рекордна победа. Тоа го чувствувам од првиот ден. Од дента кога застанав пред Охриѓани, продолжив во Вевчани, па во Струга, па во Ресен. Следниот ден се спуштив до Демиркапија, Неготино, Кавадарци, од Кавадарци поминавме во Чешиново, Блешево, па Зрновци, па Виница, па Кочани. Потоа се префрливме во Новаци, Демирхисар, Битола, денеска еве Конче Радовиш овде во Струмица. Го чувствувам тоа. Ја чувствувам таа енергија која што, морам да признам, ме радува. Но од друга страна е наш завет дека довербата мора да ја оправдаме. Доста беа 30 години порази. Доста македонецот во сопствената држава се чувствуваше граѓанин од вторет. Доста беа порази. Време е да се исправиме и да ја исправиме Македонија. Нема веќе компромис. Благодарам. Ке дојдат овде за некој ден, предпоставувам, и ке ве убедуваат дека можат. Да, може. Само требаше да сакаат и да умеат. А тие ниту сакаат, ниту умеат. За нив се поважни оние дебели фотели кожни во кои што фино залегнати уживаат во комфорот и луксузот. Оние климатизирани лимузини кои што се купени и платени со ваши пари, пари од народот.
и оние дебели црвени персиски килими кои што ги газат во владините институции. Може ако сакаа и ако умеа, но ниту сакаат, ниту умеат да донесат живот, како што велеа во таа 2016 година, ниту пак сега можат. Ниту пак сега можат. Затоа ја велам, заврши таа песна. Можевте, но не успеавте. Можевте вистински да донесете подостоинствен живот за жителите на нашата Македонија. Наместо да ја понижите, омаловажите. Наместо да ја засрамите и оплячкате. Можевте, само требаше да сакате. Можевте и 30.000 денари просек плата. Ама вие тоа не го направивте. Можевте и Google, и Facebook да ги донесете. И оној помалку шерецки најавуван гигант во автомобилската индустрија, Volkswagen, но и тоа не го направивте. Можевте барем тоа што ви го оставивме да го дозавршите, ама вие ги избркавте. Можевте. Можевте многу работи да направивте. Можевте да направите горд земјоделец. Наместо денеска секаде тоа го раскажувам, да ни се случува како оној човек од Ресен кога ми рече дека со пила ја сече јаболкницата која род дава, со кој род тој семејството го храни. Вели, председателе, нема кој да го купи родот. Родот го истурам во коритото во реката. Можевте да направите подостоинствени оризопроизводители во Кочани, Кочанско, лозари во Тиквешијата, сливари во Пијанец и Малешевијата. Можевте да ја ожнеете Пелагонија, но и таа остана неожнеана. Можевте да бидете подобри и со тутунарите, овде во Струмица, во Конче, во Радовиш, во Прилеп. Можевте и овде, во Струмица, во Муртино, например. Луѓето каде што честно, честито, макотрпно ги работат своите полиња, своите ниви, кои што раѓаат домати, пиперки, краставици, зелка. Па велат, председателе, нема цена, остана на нивите необрани, не ни се исплати да ги береме. Што поради зелената мафија, што поради овие што не излажаа, а ветуваа живот дека ќе донесат. Можевте многу да направите, ама освен срам, неправда, ништо не донесовте. Се сеќавате овде на овој плоштад велеа ќе донеселе правда, ќе донесат мир. Се сеќавате на таа максима. Секаде ја збореа. Од правдата донесоа по некое куферче Луи Витон обвинителство и по некоја трас судска одлука. А од мирот донесоа само немир во душите на оние родители, оние дечиња кои што станаа без своите родители, борејки се за нашата држава во диво населе. Немир донесоа во душата на семејството на покојниот Нешковски, Јанушев, Колјо. Денеска патриотите робуваат по 15-17 години, а убиецот на Колјо доби казна од 3 години. Ете, таква правда донесоа. Се колнеа во правда пред избори во 2016-та, дека ќе дознаеме вистината и за Младенов, и за дечињата од Смилковско, и за Нешковски. А што дознавме? Прва работа што направија, ги ослободија од затвор тие кои што го направија тоа монструозно дело. И заедно со него, со господинот Зоран Заев, гордо се сликаа пред судот, насмејани, весели, среќни, за слободата која што ја добија од Зоран Заев. Ете таква правда и таков мир донесоа овие луѓе. И повторно ќе дојдат, и повторно 3 години потоа ќе ви викаат дека ќе носат правда, ќе носат мир, па ќе емитуваат спотови по телевизиите сега во оваа предизборна кампања, сакајќи да не подсетат на некои минати времиња, на некои други влади кои што ги предводел ВМРО ДПМН. Влади кои што овој народ ги гласал со години. Ама забораваа да кажат која цифра е испишана на бројчаникот на капијата во Скопје. Се сеќавате на оној помалку театрално поставен бројчаник? Ни струја не му донесоа. Барем 0 да стоеше, ни 0 не стои на бројчаникот. Знаете зошто? Затоа што тие кои што до вчера ги велеа дека се режим, сега им се седнати во скут и им слугуваат за нивни потреби. За потребите да го нападнат Христијан, ВМРО ДПМН, да променат некој закон, устав,
затоа. Затоа нема да видите ниту една бројка. Затоа што се уортачија, затоа што им станаа најверните коалициони партнери. Еве јас овде, од вашата, господине Зоран Заев Струмица, ќе ви ветам, дека во првите 6 месеци ќе одговарате. Сите кои што се огрешиле пред законот, дали биле политички определени или неопределени, дали биле СДСМ, ДПМН, ВМРО, ДУИ, Алијанса на албанците или било кој што се огрешил пред законот, мора да одговара. Нема веќе повластени политичари, нема повеќе повластени политички семејства, нема веќе повластена политичка каста. Денеска политичарот треба да биде жртва за својот народ. Треба да даде жртва како што давале и линденците, како што биле Пецев, Белев, Јарамов, Топчев, Костуранов. Тоа се модерните политичари кои што денеска застанаа во редот со ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Жртва за сопствениот народ. Заборавете на луксузот, заборавете на привилегиите. Тоа нема да го имате. Првата лекција која што ќе ја научат идните ваши пратеници во парламентот, тие што вие ќе ги изберете, е тоа дека треба да бидат овде со вас, да слушаат и да учат од народот, а тоа што ќе го научат преку проекти потоа да го реализираме. Секој оној кој што ќе биде дел од владата на ВМРО ДПМН и ќе има некаква задача, должност, исто така ќе мора напамет да ја знае оваа лекција. Нема веќе луксузи, нема веќе привилегии. Државата треба да се обновува. Нема веќе богатење на грбот на народот. Не може веќе таква неправда да му се нанесува на овој осиромашен и понижен народ. Тоа јас ви го ветувам и тоа јас овде со сиот свој чест и образ ви го кажувам. Почитувани сограѓани, народе, не треба да очујуваме. Бидете среќни, вратете ја насмевката на вашите лица. Доаѓаат најдобрите 4 години за Македонија. Доаѓа обновата на Македонија, победува обновата на Македонија, не ја губете надежта. Радувајте се и не очајувајте, ова е веќе за нас, уште 2 недели ни останаа. Нема повеќе, уште 2 недели останаа, народе. Внимателно работевме. Деноноќно работевме часови, непроспиени ноќи. Работевме кога ја создававме нашата читанка наречена Проект обнова. 360 страници внимателно напишани, збор по збор сложени, реченица по реченица, пасус по пасус. Од првата буква во првиот пасус до последната точка во последниот пасус. Работевме, мислевме како да создадеме што повеќе реформи, што повеќе проекти, за да го направиме животот на нашите сограѓани подобар, подостоинствен. Затоа велам, радувајте се, доаѓаат 4 години. Не размислувавме од денес за утре. Не размислувавме за она што може денес да го направиме, а утре да го завршиме. Гледавме малку понатаму, зборувавме за стратегија, зборувавме за визија, нешто што ни недостасува и како држава, и како нација. Првиот чин се следниве 4 години. 4 години полни со проекти, повеќе од 1000 проекти ќе најдете во нашата читанка Проект обнова. Ние не можеме да ветиме чуда, тоа е невозможно. Ние не сме волшебници, но можеме да ви ветиме. Работа, честна, честита работа, деноноќна работа. Последниот атом енергија ќе го вложиме за нашиот народ, за нашата држава. Во овие 360 страници ќе најдете за секого. Ќе имаме повисоки плати за 25% од тоа што е денес. Ќе имаме повисоки пензии за достоинствен пензионерски живот за пензионерите од 20%. Враќање на старото законско решение. Ќе имаме 1000 километри нови и реконструирани патни правци, регионални и локални. Ќе имаме повеќе од 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции. Ќе имаме повеќе од 640 милиони евра за земјоделците,
Редовни субвенции, а не субвенции поради уцена само пред избори. Редовни субвенции точно од 1 до 5 во месец за гарантиран откуп. Со јасна методологија и начин како тоа ќе го правиме. За младите, еден универзитет во првите 1000 во светот, а не сега да тонеме на скалата децата да ни одат. Каде се децата кои што дојдоа да го најдат својот пар обувки кои што Зоран Заев пред 5 години го редеше пред владата која што тогаш ја предводеше ВМРО-ДПМНЕ. Дојде ли некој? Не. Тој број се зголеми најмалку за 5-10 пати. Уште повеќе заминаа наши дечиња од тоа што беше тогаш. Денеска каде и да прошетате низ Македонија и кога ќе ги погледнете во очи луѓето, секој со тага ќе ви каже дека загубил по некое внуче, внука, син, керка, кој што заминал некаде таму далеку за подобар, подостоинствен живот. И радо се не еднаш како неделно се слушнат или разменат некоја порака, а ако еднаш во 2 години ги посетат, на среќата и нема крај. Ете, тоа доживеавме. Тоа доживеавме од овие луѓе во овие 3 години. А ветуваа живот, се сеќавате, ветуваа воздух, а рекордери сме во светот по загаден воздух. Затоа во овие 360 страници ќе најдете 50% субвенција од државата за термоенергетски фасади, за помали трошоци за затоплување на нашите домови и поголем квалитет на амбиенталниот воздух. Ќе најдете внимателно одбрани реформи во правосудството. Деноноќно работевме со професорката Силјановска, Каракамишева. Го гледам и професорот Наумовски е тука. Спасеновски, Климовски, Тимчо Муцунски. Многумина познати адвокати и експерти дадоа свој дел во тие предлози кои што се содржани во овие 360 страници. Многу внимателно биравме како да го ослободиме и обвинителството и судството. Обвинителите да обвинуваат по закон, а судиите да судат по закон, а не поради тоа што премиерот ќе им нареди трас. Туку едноставно, ако некој се огрешил, да има можност да ја докаже својата невиност или пак да сноси одговорност. Многу внимателно со академик Кедев, Попов, Јаневска, Николов, доцент, ја правевме Комисијата за здравство и програмата за здравство. Многу внимателно ги биравме проектите и начинот на кој што ќе функционира нашиот здравствен систем и реформите во него. Се сеќавате дека ќе градеа клинички центар. Тој што им го оставивме, него започнаа пенали плаќате. Отворија идеја дека ќе правеле во една приградска скопска населба и од тоа нема ништо. Потоа го префрлија во Ѓорче Петрово Скопје и од тоа нема ништо. Поминаа 3 залудни години, ниту клинички центар, ниту ветување. Единствено нешто што низ Македонија растат се нивите со марихуана. Ништо повеќе немаме, ништо повеќе, ништо помалку. Тоа е единственото нешто кое што денеска ние го гледаме како инвестиција и се разбира, таму не може секој. Само тој кој што се знае каде треба да плати. Не може секој да добие лиценца. Таму треба нормално, таму каде што се плаќа да се плати. Но во нашите 360 страници ќе најдете проекти кои што ќе ја променат економијата. Најнизок данок во Европа од 8%. Најнизок данок во Европа за привлекување на директни странски инвестиции. И денеска на дуелот тоа го кажав. Во првите 100 дена очекувајте 3 големи мултинационални компании кои што ќе ги донесе владата на ВМРО-ДПМНЕ. Со илјадници нови вработувања. 3 мултинационални компании во првите 100 дена. Договорено е веќе. Драги сограѓани, почитувани струмичани, кога станува збор за националното достоинство, ќе најдете дел во овие 360 страници за тоа. Нема преговарање ниту во една историска комисија за Гоце Делчев. Гоце Делчев е Македонија. И не сме никој да преговара ниту за Гоце, ниту за Даме, ниту за Никола, ниту за Питу, ниту за Тодор. Тие се Македонија.
врз основа на тие луѓе државата ја градевме. А за нашиот јазик, за нашиот мајчин македонски јазик, кој што се изучува во најмалку 160 универзитети во светот, милиметар нема да дозволиме да преговараме. Тој е наш мајчин македонски за веки веков. Тоа е она кое што го наследивме од нашите предци и тоа е она кое што ќе им го дадеме на нашите потомци. Чуму живот, ако нема зошто да умре за него. Затоа, браќа и сестри, драги сограѓани, почитувани, честити струмичани, сакам сосема на крај да кажам неколку реченици за Александар. Со Александар се познаваме уште кога беше председател на Унијата на млади сили. Човек кој што растеше во ВМРО ДПМН, денеска е подпредседател. Поминавме многу работи заедно. Многу битки ни се случија во меѓувреме. Голем дел од нив ги победивме. Имаше и такви каде што за жал не успеавме, а многу сакавме да успееме. За жал не успеавме. Но тоа не значи дека тие грешки нема да ги поправиме во иднина. Заедно со него го правевме и она во кој што малкумина веруваа во тоа време дека сме способни, кадарни да го направиме. Човекот кој што е голем патриот, лојален, честит, чесен човек. Човек кој што со својата работливост не мотивира сите. Човекот кој што ќе победи на 15 јули овде во изборната единица 4. Човекот кој што ќе му го нанесе историски најголемиот пораз на Зоран Заев токму овде во изборната единица 4. Затоа ве молам, на 15 јули излезете, заокружете го бројот 14 за Александар Николовски, за Дејанчо, за Ели, за доктор Поцкова, за Владимир, заокружете го бројот за да ја исправиме Македонија, да сте ми живи и здрави, да ни е вечно и вековито ВМРО ДПМН, да ни е вечна и вековита Македонија. Ви благодарам од срце.